И здраво. Како си, добар? Супер, мило ми е. Ти што доаѓаш прв пат, здраво? Јас сум Гоце, графички дизајнер, работам едно 15 на години као графички дизајнер. По агенции по едно по друго, сега последно време работам фриленс и тука сум на YouTube да објаснувам некои ствари и да давам усваи моje мислење на стварите за кои што ќе зборувам. Така. Денеска, тоа што највише сакам денеска да зборувам, е всушност една многу интересна и многу драга тема за мене и тоа е нешто што така ме привлекува, освен лого дизајн како лого дизајн, поише мислам, нели тоа ми е најголемата пасија за работа, лого дизајн и создавање бренд идентитети, визуелни идентитети, работење на бренд стратегии, така и така натака. Една од другите ствари кои што многу мене ме возбудуваат као графички дизајнер да ги работам е и packaging дизајн, нели, посебно оригиналниот продукт дизајн, нели, од како овие UX-ашиве, UI-ашиве не го зема терминот продукт дизајн, по не знам која причина, ама добро, да се живи и здрави. Претходно само секунда. Што би рекол Дедо Мраз, у муње нова јаша, нова маја. Кажи, Лепо? Лепо? Најлепо? Идемо? Огромно фала до публици што одма ускочија у порака, значи само што го видоа клипот, одма беа као окей, чекај Гоце, имаме уште една мајца, доја си ја земеш ако сакаш, и се видовме. Ја земав мајцава, пресреќен сум, фала ви многу. Сега конечно може да кажам дека ова јутуберство се исплати. Нема врска. Мислам се исплати стварно, многу ми е мерак, многу ми е убаво што голем број на луѓе го изгледаа видеото посебно за Скопско пиво, што е 100 години. Претходното видео не го гледам многу, така да ќе гледам да ги распределам и да ги направам видеата што поубави да бидат, за нели да привлече повеќе внимание кон луѓе, да бидат поедукативни, да не се со толку многу седење, ке има, не викам дека нема, ке има, но во помали граници, нели, граници на нормала. Тоа што сакам јас да зборам денеска многу, тоа е ова ме инспирираше највише да тргнеме со муабет за како тоа ти да на толку сатуриран пазар да се истакнеш себе си како бренд кој што постои. Така? Сега, Олипоп, тие што не го знаат Олипоп, ја не го знаев Олипоп. Олипоп, значи има тука, како да го кажам, македонски дизајн. Како кажам, најискрено и најодговорно, има класичен македонски дизајн, има се на него, ама нема ништо не те привлекува. Значи, како што зборев у претходното видео, ако не си го гледал, кликни таму доле негде, најди го. Дизајн треба да предизвика некаква емоција кај тебе. Ова е толку, како да го наречам, не е еднобојно, пак може да изгледа многу убаво еднобојно, но може да биде стварно секси да изгледа еднобојно, но шо знам, баш не е ни мит, као миткастов што е, не е ни мит, него ова е лоу, basic, што би рекле овие новиве младичи, unseasoned е како дизајн, разбираш? И после тоа го прават овој редизајн, значи, кој што е доста храбар, еве го, значи, само, пази, види ги дизајни, значи, види, ова е нов сега, добро, вебсајтот интересно направен, нели, так, шарен си, убав, еве со Мател имаат, со Барби. Пази ги, значи, дизајните колку се одлични. Значи, се е направено од А до Ш. Ова си, иначе, како, пребиотик, газирани сокчиња се, знаеш, со вкусови разни. Секој дизајнче си има своја приказна. Значи, еве го, стробери ванила, шери кола, пази, watermelon lime. Значи, пејџовите им се менјаат со
дизајнот. Така, да, значи, брат, и тука кажува што е, пази, се менја, значи, имаш цел експириенс кога идеш да купиш едно сокче на вебсайт. Разбираш, сега дошол на вебсайт, па добро и полесно е, и мислам целиот свет факинг зема да работи со онлайн купување, а 12 лименки, овеко, колку се мали лименки се така, 12 лименки, како ќе му дое $36 поделено со 12, $3 лименка, 3 УСД, то МКД, 165 ебани денари е лименка и се продаваат многу добро. Значи, многу добро се продаваат. 165 денари е една лименка, кај што ти го плаќаш целиот тој експириенс. И да, сега ќе почнеме, нели, кој што збора сега, Prime бил скап, Mr. Beast Feastables биле скапи. Не знам, се што ќе дојде од страна е скапо за нас. И сега, не знам дали го сваќаме проблемот, дека уствари не е скапо, него немаме пари да купиме и толку. Сваќаш? Убавина кошта, лепота кошта. Се што е убаво се значи дека кошта. Не може ти да кажеш, јас сакам да го возам најновото Ауди, например, ама да платам као за Југо. Или еве, ќе купиш ново Ауди. Така? Она ги симплифицира максимално ствари. Значи, купуваш ново Ауди, а сакаш сервисот да те кошта као за Југо. Не иде. Не може така. Затоа што не е правилно така. И толку, крај. Не се сега тоа, леле, не се го употребив. Гениално. Сакам да зборам за дизајнов. Овој дизајн кошта пари. Разбираш? Овој начин да се isproducираат вакви лименки, да се направи, да изгледа убаво, нормално дека овој дизајн е игнориран, нормално дека овој дизајн тука кошта факинг пари. И кошта пари да се направи, значи агенцијата која што го има работено, неам просрчано кој точно има работено на Олипоп, ама има завршено прекрасна работа. У исто време, нормално, самиот начин на презентација на продуктот изгледа скапо и така треба и да биде скап. Затоа што 500 милиони во една година не се прават од ефтина пијачка, нели? Валјда се прават, појма немам се, ама не е битно. Сакам да кажам, луѓето имаат направено нешто ново во свет на пресатуриран маркет со пијачки. Пази, го прават таков винтидж, таков некој фанки фазон, значи со некој као демек реколета. Пази, значи Variety Packs. Variety Packs изгледаат убаво, значи со кутиите, со се. Пази, значи, колку секси убава кутија. Ме разбираш? Бестселер кутија на плаво удрено. Знаеш, она скоро монохроматски доаѓа со верио фрутифан. И ова, например, мене ме возбудува се и како дизајнер, ама и како конзумент на газирани сокчиња. Јас сум најголем фан на Кока-кола. Кока-кола ми е најомилен газиран неалкохолен пијалак. Омилен се знае пивце. Ама нема врска, пак сакам да кажам. Премногу работа и премногу труд има вложено во овој бренд и според мене, ако јас се прашувам како персона, 165 денари е релативно окей цена ако имаш добар буџет. Мислам, ако си финансиски способен да платиш, скрос е окей како концепт. Не знам, мене ме возбудува. Вака искрено да ти кажам. За тебе не знам. Пиши у коментар доле, кажи што мислиш на темава и ќе збориме понатака. Сега, има уште една ствар која што се вика Liquid Death. Сигурно си ја видел по сите подкасти имаат лименка Liquid Death пред нив. Значи, маркетингот на Liquid Death е ненормален. На прва, кога ќе видиш ти Liquid Death, викаш, што е сега ова метал, пиво ли е, вино ли е, не, виски, нешто, what the fuck? И уствари, кога ќе видиш ти, беврж убија жета. Генијално. Значи, обична вода, значи.
Mountain water, добро, да. Don't be scared, it's just water. Значи, мене ми е ова end of the line колку е добро направено. Знаеш, зашто ја немав појма што мене ми личеше на некој кој ептен скапо пиво. Зашто нели бело па со жуто, па викам ајде пиво ме асоцира, liquid death и као викам сега нешто тешна смрт, као ова ти е она што ги праве едно време пиво со текила, со глупости, на нека повраќаница таква, ама е вода. И сега баш ме интересира која е цената на Liquid Death. Кажи цена бе, баки. 12 пек 16,95, така? 169 денари. Значи пола литар лименка вода ти е исто како овие 0,30 тројки што се лименки сокче. Дали се прескапи за кај нас? Да. Кај нас колку е вода, не знам, роса, например, колку е 23-30 денари. Сега со поскапувањава да е 30 денари росата. Па појма немам више, мислам, ова не е производ правен за Македонија, така да, знаеш, тие стандарди кои што се имаат се тие. Но, муабетот е повторно, сакам да кажам, мора да земеш и да направиш дизајн зборам, убав дизајн, квалитетен, што ќе се двои од толпа, од маса, од се што има ќе се двои. Затоа што за куртие да направиш ти исти дизајн и се да изгледа исто на полица. Еве, македонски медови. Еве, македонски медови, да ги видиме. Што е ова? Ливадски мед, сончогледов мед, добро. Океј. Се е ебано исто да го ебам. Органски ливадски мед, значи, планински мед. Можеше сите да се исти. Но мислиш, еден дизајнер ги правил, да му се сневиди, ги правиле разни луѓе. Овој личи малце поразлично, добро, нешто. Чифа овој мед. Добро, овој личи на нешто друго, чека дам чифа. Пази ги се, еден до друг. Еве ти, 729 денари, 729 денари, 450 грамски. Добро, и овој 1 грам, 1 денар мед, браво. Ова пчеларник наумов нешто, че ова изгледа нешто интересно. Што е ова мечка, пчеларство, но окей, ова е нешто на стриповски. Ова ми се свија. Таква е. Панкерско ми се сви. Виталија. Значи, Маја ли се вика медов? Пази, сите изгледаат исто, а сите се од различни фирми. Сваѓаш? Што ме нервира. Првокласен, добро, ова се, ова се некои стандарди кои што ги има, кои што ги работи. Не знам дали ова внатрешно си ги прават или Бринер уште им ги прави стварите. Ама знаеш, еве Маја мед. Значи Маја мед, овој не е ни од кај нас, од негде е бренд Маја мед. Чекај да видиме кај е Маја мед. За Маја мед нема ништо. Фала пакет што не ми кај ништо за Маја мед. Сакам да кажам, премногу генерички изгледа се и се изгледа као да е правено од еден човек, а секој се фали дека неговиот мед е подобар од другиот мед. Сваќаш? И секој вика мојата цена е таа затоа што мојот мед изгледа вака, се прави онака. А дизајнот му е fucking ист. Како сите останати медови. А како да ти верувам ја на лепи очи, мислам, не се ни лепи очи, него како да ти верувам верувам ми дека мојот мед е различен од овој, а ја по грешка ќе окупам утре другиот мед затоа што изгледа исто како твојот мед. Ја нешто што направив, чекај. Ја тоа кај го направив пекеджингов, тоест неве на Бихенски нема. На Бихенски нема и ќе го покажам мојот проект што го направив за еден серко, што ни сакаше да плати ни ништо и ете така си остана медот, само да си остана во портфолио кој му е матер. Така да ако го видите негде, ако го искористите, што вектори му пратив, кажете му кој ти ебе матер год се го правеше. Смислив име, ghosted by the client, пак ќе кажем кој му ебе матер. Not ро, значи разбираш, ро, именце смислено, локце убаво, срценце смислено, хани, пап. Его, мали теглички на мед, ставени културно, сите се шарени, пази. Демек кај се прави, нели тоа што измислуваше, демек едниот му се прави, пола мед му се прави на Шара, пола мед му се прави на Скопска Црна Гора, па тука ставав, зашто претходно имав направен друг дизајн, ставав координати, демек да знаат луѓето кај се наоѓа, што се наоѓа. Па тука убаво во медот дупче. Пази се, ова е скоро антидизајн влага. Значи минимализам со антидизајн. Дупка избушена етикета, што не кошта многу ако ја правиш огромно вакво, у една боја се штампа, бела боја си останува текст и све останато,
да се знае од кој што е. На задната страна ќе бидат сите досадни декларации, баркоди, ти реков, ми рече се. Бојата на капачето треба да биде слична со бојата на етикетата. Еве ги. Друг тип на цвеќиња што пасат пчелите, нели, друга е бојата на медот. Сваќаш, ова значи ова е прва презентација која што е пратена и направена. Не е финален продукт, никад нема да има финален продукт добар затоа што е кретен, ама нема врска. Значи, пази, пак ролвал честна. Доле типографија сегде мора да биде исто наместена на сите овие. Значи, точно место имаш колку што е логото, толку е типографијата доле за дескрипшенот на продуктот. И сега, ти го даваш сето ова, готов продукт, знаеш, готов fucking продукт. Ети, објаснето као на мало дете, вака изгледа и вака се прави и вака се прави. Unfiltered, unprocessed, unmatched. Значи, седиш ти дома и измислуваш глупости. Глупости. Измислуваш, убави фини ствари измислуваш, да мојва мајката. И некој ќе се фати и ќе ти се објаснува на тебе зошто не го бивало. Па пичка ти матер. И така. Океј, малци имаше рант на крај кој што ветив. Лайк, шер, subscribe, све по список знаете како иде. Тоа што ми треба од вас е, ако сакате и ако можете, 5 евра на Patreon, многу ќе ми завршат работа. Исто, обичен subscribe, ептен ќе ми заврши работа како таков. Шерувајте го видеово. Ако имате нешто, пишете ми слободно на каналов или пишете ми мейл на LinkedIn. Кај ви душа сака, ќе гледам да ви одговорам што е можно почесто и побрзо. Ако сакате да сте гостина, ако сакате да презентирате ваш дизајн, слободно пишете ми, ве молам, заедно ќе седиме и ќе дискутираме за вашиот дизајн, што е, како е, зашто е и ќе гледаме да направиме да биде подобар, или ако е веќе добар дизајнот, ќе направиме да изгледа уште подобро или одлично, или на крај крајва ќе влезеш во Hall of Fame кај Gocu дизајн студио. Не е студио, бе, глуп. Ќе влезеш во Hall of Fame и толку. Фала ти многу, чао, имај убав ден, се гледаме.